Банда! Како изненадување, Банда. Китановски Војче, Камбазов Драгомир. Базов, Трајче. Трајче, овој нешто Ние сме исто преземјаци. Куривичето. па Али ти си наистина Китановски? Китанов он Братуче, е без трети две. братуче. трети братуче. Да, па како сте ми добри? Добри. Драго ми е што ве гледам. Среќна нова година, среќни празници. Фала И веројатно во претходниот дел разговор сте разговарале и за дедо Петре. Да. Сега пред да влезеш за него правим. Петре. Мене ми е многу Ти имаш и настапувано? драга и мила особа. Нешто имам настапувано, него еден од трите настапи што одлучија за мојата кариера беше и настапот пред него. Стварно. Да, тоа е, со задоволство го раскажувам, на 13 јануар Василица 81 година. Во култното Бифе Парис. Во Кај Васе трговскиот Урдин. центар, кај Васе Урдин, нашиот заеднички пријател. Васе, тогаш немавме мобилни интернет, како ме најде. Вели, спремни се, вечер имам специјални гости за именденот мој и Стара Нова година и Василица, да им кажеш некоја смешно. Добро, договорено. Одам јас во 9:30 сатот, видов кои се гостите, начело со Петре Прличко, Нада Гешовска, Илија Милчин, елитата на македонската култура. Те фати страх. Не страв, реков, ја бегај од тука, Што бараш што? излегувај. Си го положил испитот? Ама Да, значи, Оти таму, ако не чиниш таа вечер, готово. значи затоа реков трите, значи станици на кои јас морав да ги поминам и трите испити што ги положив, се надевам успешно еве 40 години. Викам, бегај, овде ќе се обрукаш, ќе му направиш проблем и на газдата што те викнал, нале друго. Добро, пола сат се шетам низ Трговски и си викам, море, врати се нас. Прво, не си никој и ништо. И да се обрукаш, нема да те пишат утре во новина, дека ако се смеат добро, ако не, после третиот зид падни. Да. Ќе се слоши, ќе те фатат, ќе ти свалат надвор, кој ќе фатам да бегам. Не може да ме стигне ни Дане Корица, ни овај од... Не знаат овие за таа. Символ. Или овај се Хусейн Бол. Добро, се вратив, добро вечер, тука ли е газдата, тука, Војче стигна, добро, вика, седи, јади, пи, ја ќе ти кажам, да му кажеш нешто, се насмеа. Јас се на вечера, викам сега, можда треба да избегам нају. Најаден Се сега. најадов бегај. Добро, честитки 12, некаде 12:30, 15 до 1. Драги гости, имам едно изненадување, мислам дека ќе ја погодиме работата. Млад е, не го знаете, ама да го чуеме нешто. Надежен. Се најавува како хумориста. Али подоко ќе гледам кај Петре. Ако се смее Петре, ќе имам уште толку е сила. Ако не се смее, пак ќе падна. Како почнав тогаш, нели ги имитиравме спортските коментатори, не да се смеја, не да аплаудира, едно 20 минути добар настап. Петре стана, рече, внучко, не знам кој си, што си, честитам, но од мене имаш амане ти да се бавиш со ова работа, ти си роден за ова. Да, и многу нешто важно за него, што е никош не сме прилика да го кажам, од јас јам стварно ретко се гледаме, таков е животот. Значи Војче Китановски е првиот стендап комичар во Македонија. И секој што ќе ти каже дека не е така, ќе те лаже, јасно. Благодарам, значи 81 година. Значи знаеш кога беше 81 година? Пред скоро 40 години, нели? Таде, но и пред тоа малце, али веќе тогаш тргна работата. И после тргнаа и други почнаа да го прават тоа, но за Војче знам сигурно дека Сега викаат сите дека се први, ама Добро точно викаат се ние што ова е памтиме. најпрвиот, тоа е Така, преисторија. значи стварно беше стендап комичар. Добро, например, Стилот беше тој. Блокови имаш, ти 15 минути, пола сат, на два пати по пола сат. Се сеќавам и кабарињата кои ги работат Да, и ова, да. немаше друг. Ние правиме кабаре, да речеме во Метропола, ако се Така, сеќаваш да. И продуцентите го викаат него за да има тој блок 15. Добро, кажи ми, например, јас немам слушнато дедо Петре да пофалам него. Еве, Само себе се фалеше. Да. Па не, ама тоа е, знаеш како, не можеш да бидеш добар глумец ако не си суетен. баш така. Добро, суетата е потребна. Суетата кога ќе разработи, тоа е мотивација. Тоа е адреналин страшен. Ако некој ќе разбуриш суетата. Дедо ми Петре беше од повеќе суетен. Во недозволени количини беше суетен. И немашам проблем со своите колеги актери заради тоа во театарот, затоа што Петре Прличко кога влегуваше во бифеста мова. Така. Тоа зема други времења беа. Ама ако не бил суетен, па не мога да биде Петре. Апсолутно, Така да... Дали не знам колку бил суетен студентот што пред некое време полагал испит пред Нова година. Пошто не ги знаел одговорите на прашањата, на листот напишал
Јас ова не го знам, Господ го знае, среќна нова година. После нова година отишол да види резултати од испитот, на другата страна на листот пишувало Господ положи, ти падна, среќен Божи. Супер, супер. Да, и кога сме ке новата година има така варијации на тема нова година, вели Трајче, кај беше за нова година? Вели Трајче? дома бев. Абе јас бев дома, не те видов, вели. Да, есе за нова година и се пие, нели, алкохолот е тука. Еден виш ти го кажа пред 10 години со, дали трпе беше, ја го кажам со Мујо, што го прашале на суд, што направи со тие 100 кила ракија што ги украде. Вели, пола ја испив, пола ја продадов. А што направи со парите што ја продаде, и тие ги испив. Добро кажи дека испив све. Па кажи дека испив све, да му се не види. Следната случка исто на тема ракија, нека биде за овие наши граѓани или пошироко што се потребуваат шкрти народи. Шкрти народи, нели, нека бидат власи, егејци. Јас ти кажам после. Ете така, нели, отишол кај комшијата или пријателот, му рекол, тури ми од таа ракијата 25 годишна. А овој му вика, ако турав на сите, немаше да биде 25 годишна. Супер, супер, а вика, двајца во Крушево, нема ништо, Крушево, жив човек. Да. Во кафиче се пијат пиво, нема никој, сами, другари. Молчат, немаше ништо да прават, Крушево. И по едно време тој еден од моите ракиона. Дај ме уште 2 пива, и саате му си гледаме. И викам, кај ти бе, саато прв пат ти го гледаме. Од татко ми, пред да умре, ми го продаде. Така е, да, нема грече, тоа се снима, се обработува. На иста тема некаде слично е и со тој што одлучил да го остави алкохолот. Вика одлучил да го оставам алкохолот, а овој му вели, ако веќе си одлучил да го оставаш алкохолот, тогаш остави го кај мене. Да, Инаку не сам сигурно. го правим овој мовек, јас завчера прославив 2 години од не пиење алкохол. Браво, Иван. Без рак, шубе, браво, досадно ми е 2 години. Да, Чоколад. пред 2 години на новогодишната ноќ, со Весна Бејби бевме со децата. Така, и само ми се кажа, апаратчето се вклучи, крај, и еве издржа Па и добро е, добра одлука, добра Така одлука. да новата година сега ми Значи, ова е имаме ветрата. подобар повод од смртена нова година, што ја прославуваме. Јас се прославувам. Ете така е сега нова година и останатите слави и обични денови, одиме често во кафана, па може би не сте го слушнале, вие драги мои пријатели од мојата банда или гледачите крај малите екрани, за келнерот кој заспал во кафаната. Не, кажувам. Празна кафанава, нема никој, овој задревал. Поминал газдата, комопнал една. Па стани, работи, бе, му вика Стокол. Зошто те паќам? Работи. Добро, вика, нема проблем, се извинувам. Под некој ден газдата седнал и заспал. Келнеров, одење, таа кена, станува, кој ме удри, бе, не знам, гужва е, бе. Сега ми е шанса. Така, да, и така натаму. Така да на мојата банда ја среќна нова година, пошто имам вечерва настап. Војче ти Па да, благодариме да, што не почести со Публиката ме Мигвиц. чека. Значи, оваа 2020 година да биде подобра од сите досегашни, не само од 2019. Нема да биде подобро. Не, мораме да си посакаме. Ние, Да се вижи. да, среќно, поздрав и се гледаме во некоја друга емисија. Браво, вече. Така да нам пријатно. Sorry, can't deal with me no more. Just say you don't want me. I never know what you feel no more. Just say you don't want me. Ало, Андреј, има овде некои прашања, бе. Можеш да ги погледаш овде да видиш овде што Да прашање? видиме што прашање се ова. Абе не знам дали ќе ми се свијат баш на Трајчеве прашања. И што викаш? Абе, што че се... Зашто ваде ден? Јас сум тука главниот еве. Не веќе да ме чуе, знаеш, Па нека чуе бе, ако чуе што има врска тоа. ти си главен, а? Јас сум главниот еве. Ти си главен? Да, Добро, ја. добро, чим си ти главен? Чим е така добро? Ке видиме овде. Ја мислам, Како Браво. Зашо прете моје, бе? аме Шо? за овие прашања што ги направи овде. Ајде да ги видиме. Браво. Има некој глупо. Што е, зашто така, што? Да не си ги прав пијан после. Не, па ти малце, да може. Знаеш ли кој ќе не биде денеска гост?
Да не утавме, не се не знам. 14 секунди снимаме. Па добро, онда хајде да се спремам. Македонски приказни, втора сезона. Добре дојдовте, драги мои. Ние сме на нова локација со многу нови гости ќе имаме и исто така ново е што ни е проширен тимот. Андреј Андонов. Како се трече? Добар ти? Одлично, баш ми е мило што сум дел од оваа екипа. Ова е Харбор, ланчбар, портабла е, тука ќе бидат нашите снимања. Така е. И ќе понудиме многу интересна програма со нови и интересни гости. Така е. Така, тоа е тоа. Андреј, кој ќе ни биде денеска гостин? Па денеска е еден фудбалски јас што играше за нашата репрезентација. Тоа е Стевица Ристич. И како што најавивме, денеска гостин е легендарниот Стевица Ристич, македонски фудбалски репрезентативец. Како си, Стево? Здраво, Трајче. Како си, добар? Добар. Како се чувствуваш во наше импровизирано студио? Па супер, у кафич увек опуштена атмосфера. Пристигнат Војче, бе? Да, не, па чекајте, да, Војче, тука си? да, тука сме. Ама Добар снимаме ден. вие? Со легендата ден. на фудбалот. Војче, бе? Со Трајче, мојот презименјак. Здраво, Војче, како си? Најдобар, еве, Па ајде седни веќе Тргнав кога за дојде, ама кино. ние снимаме сега. тргнав за во кино да го гледам филмот Джокер сега на топ листата на... Тоа е сега шема во Да, сите и така реков да бидам во текст со настаните и минувајќи Заглави, дека а? киното, ајде реков чекајќи ја проекцијата во 14 часот. Седни Војче, седни. Да, благодарам да тирнам тука да Војче, се напијам. Ама снимаме ние, бе, сега, баш не е баш, ама, а? Снимате? Да. Снимаме? Што снимате? Бубреси. Емисија снимаме. Јас сутре имам закажано заби да снимам. Добре. И така, да, што е темата денес? Не, чекај Стево го само. познава Стево? Стево, па како јас како љубител на спортот и спортист, но рекреативец, не, како да не го познам. Војче, да те прашам, ти си по вицовите, знаеш некои така за фудбалери малце да ги буцнеме? Па за сите области од животот и сите занимања има хумор, па и за фудбалот, бидејќи има смешни сцени и на самиот терен, во публиката, и ние кога гледаме на телевизија, секогаш има смешни сцени, и сега дури и децата кои пратат фудбал, и кај нив се појавуваат желби и моменти кои се смешни и, например, наставничката им задала на учениците да напишат домашна работа на тема еден фудбалски надпревар. И нашиот Саше не му текнувало како да напише текстот, напишал: поради лоши временски услови надпреварот е одложен. Па нема да го пишува. Се сету, Саше. Исто така фудбалот и Стевица кажа женењето и работи, па жената се расправаат со мажот, секогаш се расправаат. Секогаш, Подобро, да. но вели добро ти толку многу се зафати со фудбалот, заборави кога беше денот на нашата свадба. Тој вика, како заборавив, се сеќавам, тогаш Вардар го победи Работнички 5-0. Ова го чепна малце Стевите со свадбава и со уместувањето. тие теми секогаш актуелни. Он Или, например, нашите источни соседи, бугарите беа на светско првенство, па тогаш ги прашуваа во едно интервју како се подготвуваат за светското првенство. И главниот капитенот ли беше или друг некој од играчите рече, па вежбаме кој ќе бие корнер, кој ќе бие пенал, кој ќе бие судијата. Така да мора да се... И тоа Судијата, значи има, мајка. Судијата секогаш е тема на... Хумор на тие теми, и со топка кога е прашање, например, исто малечкиот пак го наставничката му вели ти си крив што си го скршил прозорот. Со топката си го удрил и си го скршил. Не вика наставнички, јас не сум крив. Перо е крив. Зошто? Јас сака со топкава да го удрам по глава, но тој се наведна и топката удрил прозорот. Па да. Значи тоа ако стоеше немаше тоа и да биде таков проблем. Да, И да. така да значи ги има полно тие случаи од фудбалот, а секако во овој прилог да го споменеме и сега веќе покојниот Ивко Панговски, кој 30-40 години го слушавме како информираше од градскиот стадион, често од студиото
го бара што има ново на градскиот стадион, информира колегата Ивко Панговски. Ништо ново, па што викаш ако не? Надпреварот протоколо на првата сојузна фудбалска лига на градскиот стадион 15, 20, можеби 50 гледачи. Река народ од Влае, од Козле. Со нас е спортскиот работник Трајче Трчајлажи, кој ќе ни објасни како ќе заврши на преварот. Пак Трајче. Перо. Со нас е спортскиот работник Перо Трчајлажи, кој ќе ни објасни како ќе заврши на преварот. Па мислам дека ќе заврши со последниот свиреш на судија. Благодарам, толку од градскиот стадион. Легенда. Појче ги врати сеќавањата на оние старите. Па убави, Скопје времења. него Градскиот беше полн, аз Па те мислам дека сите одевме тогаш на стадион. Посебно кога се играше на превари со големата четворка, тогаш навистина беше А задоволство. денеска повеќе се полни на Цеца, на Живко и Па се сврте остали. животот, За жал. тоа За жал, тема, да. за жал, многу ми е жал спортот е. Ај ќе голема дискутираме таа тема друг пат во неделя. Тешка е таа тема за дискутирање Тешка е. сега. тема, но јас еве веќе времето полека доаѓа за гледање на филмот, ја би Чекај, да вас прашам нешто. И утре идете да снимате Заби. Да. Јас слушнав еден убав виц за вчера. Каже, отишо Циго кај доктор, кај очниот доктор, и каже, 2 сата докторот ми проба, едни наочари, други наочари, треći наочари, четврти наочари. Каже, после 2 сата ме отеро, каже, иди Циго да научиш да читаш, па доđи да ти пробам наочари. Јако е, Тој имали да, со нашите представници од ромската етничка група, една добра работа за овие гледачи што не ја слушнале, нели, Рамче нашиот продава појачало на бувља пијаца. Доаѓа купец, му вика, се извинам, колку ватно е појачалото? Рамче вика, неверојатно. Неверојатно. Колку плати? Ај, и ја још еден. Ајде, да. И пуштам вас да ме закасните. Каже, дошо Циго во војску. И извиđач. И долази му командир, каже, слушај Циго, видиш онај мост тамо, каже, иди да провериш дали може да проđu tenkovska vozila, oklopna brigada, pešadija i vrati se da mi kažeš. Otišu Cigo, nema ga 2 dana. Posle 2 dana dolazi sav iscepan, izgreban. Viče, gospodin poručnik, ja izvidio. Dobro Cigo, pa desi, šta je? Kaže, slušaj, može da prođu tenkovi i oklopna vozila, a pešadija ne može. Kako bre Cigo, tenkovi, oklopna Sve može, može, a a ne pešadija ne može. Kaže, ima golemo crno kuće. Он за куќата се фатил. Така е, тоа е тоа, али Се последната рване. емисија ќе продолжиме со други смешни ситуации. Себе поздравувам. Добро Сакувам вечер, добро, Фала ти супер многу што за- помина. пријатно Фала поповеќе, што ми забава насмеавте. и Довидување. Поздрав.